И покрај тоа што целата македонска јавност беше сведок како масовно се прекршуваат здравствените мерки пред очите на полицијата, во МВР се уште владее молк зошто никој не реагираше и кој ќе понесе одговорност за ваквиот скандал. Јавноста е револтирана што на погребот на Амди Бајрам, кој постмортем беше диагностициран со коронавирус, беше дозволено да присуствуваат повеќе од 300 луѓе, без да се почитува ниту една мерка, а полицијата наместо да казнува, беше нем наблюдувач и само го регулираше сообраќајот. Но прашањето не е само прекршувањето на мерките, туку и фактот што до денеска здравствените власти не можат да направат издржана епидемиолошка анкета за да спречат потенцијален масовен коронакластер, затоа што голем дел од луѓето не сакале да соработуваат. Велат тешко било да се најдат контактите, оти ги имало во голем број. Сопругата на Амди Бајрам ни даде известни контакти, а неговиот син изјави дека немал контакт со него. Возачот и останатите кои биле во контакт непосредно пред неговата смрт не сакаа да соработуваат. Поранешниот пратеник кој посмртно беше диагностициран влезе во вчерашната ковид статистика. Поради строгите протоколи и позитивниот тест, погребот на Амди Бајрам требаше да се изврши само во присуство на најтесното семејство, правило кое важи за сите други граѓани. За да не се загрози јавното здравје, полицијата требаше да врши будна контрола и веднаш да реагира. Здравствените власти, наместо да бараат одговорност, повторно само го осудија настанот.